Околу 30 на луѓе, меѓу кои најверојатно има и високи државни функционери, политичари, јавни личности и сведоци, се дел од кривичните пријави кои Боки 13 денеска ги поднесе во обвинителството. За сега се поднесени 7 или 8 пријави за злоупотреба на службената положба и овластување, давање на лажен исказ, противзаконито влијание во врска со луѓе инволвирани во случајот Рекет и Меѓународен сојуз. Адвокатот на Јовановски, Сашо Дуковски, не кажа за кои луѓе станува збор, не спомена имиња, оти не смееле да се откриваат. Најмалку 30 лица и поради сериозноста на наводите во кривичните пријави од страна на пријавителот беше побарано непосредно вклучување на најрелевантните меѓународни институции за заштита на човековите права, особено на најрелевантните светски амбасади кои што имаат своји дипломатско-конзуларни представништва во Република Македонија заради содржината на тоа што се изјавува. Во пријавите има и такви кои се за прекршување на човековите права на Јовановски. Осудениот за Рекет претходно беше во обвинителството на 25 јуни, но тогаш не успеа да заврши со поднесувањето на пријавите, па записникот останал отворен, пошто му беше закажан нов термин за денеска. Претходно, истиот ден, адвокатот на Боки 13 добил телефонски повик од непознат човек, преку кој била испратена порака до Боки 13, која гласала: "Таму кај што сте, нека не лае многу, нека не зборува многу." Дуковски веле дека го пријавил случајот во МВР. Поднесов кривична пријава против непознат сторител за загрозување на сигурноста и спремен сум да соработувам во обвинителството со обвинителството во секој момент за секоја понатамошна постапка која што ќе го интересира обвинителството во врска со тоа јавување во 10 часот и 50 или 52 минути пред да биде донесен. Јовановски денеска од шутка беше спроведен во обвинителството, каде детално ги објаснуваше делата, поради кои бара кривичен прогон за повеќе луѓе. Ова го најави уште по изрекувањето на пресудата за Рекет, кога порача дека рекетираните пари во Македонија требало да се бараат кај браќата Зоран и Вице Заеви.